Македонија не треба да стравува. Струја ќе има, добра е покриеност од домашното производство, акумулациите се полни. Од Министерството за енергетика соопштуваат дека во мај годинава во земјава произведени се 462.653 мегават часови електрична енергија, со што се покриени 96,5% од домашната потрошувачка. Велат дека значително е зголемено производството од хидроелектраните за 76% во однос на истиот период лани, како и раст од околу 10% кај ветерните електрани. Овие резултати се потврда дека постепената диверзификација на производните капацитети, внимателното управување со акумулациите и подобреното планирање придонесуваат за поголема отпорност на македонскиот енергетски систем во услови на се почести климатски промени. Експертите велат дека резултатите се добри, пред се поради големиот број на изградени фотоволтаични централи и ветерници, но предупредуваат дека е потребно рационално користење на водата. Ние оваа хидроенергија сега ако ја користиме вака ќе потрошиме за кратко време и кога најмногу ни треба во зимската сезона ќе немаме. И показателите кажуваат дека даваме големи суми за увоз на електрична енергија. Тоа е обично преку зимскиот период. Според експертите за целосна енергетска независност, Македонија одамна требало да изгради државна когенеративна централа, но за да се заштити на време и пари и да не се почнува од нула, Цицонко вели дека треба да се размислува и за модернизација на ТЕЦ Неготино. Таа би требало да работи како батерија, но и како производствен капацитет. Значи да не се почне од нула изградба на нова, туку дел од таа термоелектрана се користи, може и целосно се користи, наместо мазут, нели да се направат горилници на газ, меѓутоа нема да биде искористено максимално потенцијалната енергија од газот. Подобро е да се направи комбинација, да се стави гасна турбина и овој постоечкиот дел да се користи како когенерација. Само на ваков начин експертите тврдат дека Македонија би била вистински енергетски независна. Воедно од енергетика велат дека паралелно се инвестира во нови капацитети за производство од обновливи извори, во модернизација на електроенергетската инфраструктура, развој на батериски системи за складирање на електрична енергија, како и во проекти што ќе овозможат поголема флексибилност и побрзо прилагодување на системот во услови на климатски и пазарни промени.